Добро вечер во централното информативно издание на Еден ТВ. На самиот почеток, заедно со колегата Саша Ордановски, ви најавуваме дел од содржините што имате можност да ги проследите во ова информативно издание. Една од тие содржини е и одлуката на апелација да ја намали казната затвор за обвинетиот во случајот Труст Сејат Кочан, но бизнисменот и понатаму останува со одлуката со намален затвор, односно ќе треба да лежи 4 години и 8 месеци. Но затоа неговиот соучесник ќе биде ослободен, ќе биде самоусловно казнет, но сепак вечера вестите, Дневникот решивме да го отвориме со една, по мене ми се чини, тема која што е различна од сите овие 300 на заденови, кај што е само политика, судство. Вечера сакаме Дневникот да го отвориме со темата за Холокаустот. 76 години се бележуваат од праќањето на депортацијата на 7114 евреи од Македонија во Треблинка, кои што никогаш повеќе не се вратија. Останете со нас, почнуваме веднаш. 4 години и 8 месеци затвор за Сејат Кочан. Трансмет и Тилекс Неметали треба да платат над 17 милиони евра. Народните избраници расправаат по интерпелацијата на Спасовски. Законот за спречување и заштита од дискриминација изгласан во собрание. За една година Македонија ќе плати скоро 50.000 евра досудена штета од судот во Страсбург. Се одбележуваат 76 години од депортацијата на 7114 македонски евреи во логорот Требинка. Почнуваме со Дневникот. Првата информација е дека со повеќе активност денеска во Скопје се одбележени 76 години од депортацијата на 7114 македонски евреи. Ниеден од нив не се вратил од Треблинка во Полска. Ми требаа многу години за да сватам колку бе важен за еврејската заедница, вели Мати Грумбер. Единственото бебе што го преживеал Холокаустот на евреите во Скопје, денеска светски познат израелски сликар, скулптор и дизајнер, пред новинарите го раскажа своето патешествие за време на Втората светска војна. На 11 март 1943 сите евреи биле затворени во Скопскиот монопол. Транспортот започнал на 22 март, а до 29 истиот месец биле депортирани сите македонски евреи во Треблинка, од каде никој не се вратил. Но Мати Грумбер имал среќа. Татко му бил инженер и работел во еден млин. Собствениците кои биле христијани му ветиле, ако го одржува млинот, ќе го спасат целото семејство да не биде депортирано во логорот во Полска. Ги чувале сокриени, така останале живи. Сликарот вели, сведоштвата за минатото се сведоштва за животот, а Македонија има посебно место во моето срце. Моите сеќавања од овој млин се од мојата 3-та година. Како во магла се сеќавам на тоа што се случуваше во млинот. Имаше партизани и јас им бев како маскота, ме вика срекното дете. Тие што преживеав во тоа време во Југославија, во 1948 година ја напуштивме и заминавме во Израел. Околу 3500 евреи заминаа во Израел. Денеска по 76 години тагата и огорченоста од монструозниот обид за уништување на еврејскиот народ останува како потсетник на најголемото зло во историјата на човештвото. Почитуваното и историски точно сеќавање на Холокаустот секогаш мора да биде рангирано високо меѓу вредностите и принципите кои ги поддржуваат градењето на нашите демократски верувања. Повекуваат да се бориме за свет кај што лошите духови од минатото нема да добијат шанса да ги нападнат и да ги опседнат нашите умови. Го пластиме нашиот еврејски год, ние нивните деца. Го пренесуваме аманетот на нашите по нас, нивниот следен год, да го пренесуваат чувството и панатаму и занавек. Наша обврска и чест е да не го заборавиме никогаш тоа што се случи. За никогаш да не се повтори, каже министерот Димитров. Да, и навистина наша обврска и чест е никогаш да не го заборавиме на што се случи, бидејќи тие духови зли на Холокаустот некако се обновуваат во Европа, па и во светот, и некако се враќаат повторно истите дебати кои што се врзани со омраза не само кон евреите, туку и кон сите други кои што се различни, кон сите оние кои што не припаѓаат кон нас, така натаму, и затоа мислам дека оваа дебата е секогаш важна да биде отворена во општеството и одговорно да се води. Вечера имаме нашата Кристина Атовска, која што се наоѓа на линк,
мислам дека е пред музеот на Холокаустот. Христина, таму се случува завршницата на ова одбележување на овие 76 години. Што точно се случува во музеот на Холокаустот? Токму така, Ордановски, освен отворената изложба која овде внатре во мемориалниот центар на Холокаустот, каде што и ние се наоѓаме, бидејќи и добивме дозвола за ова линковско вклучување да го изведеме од вториот спрат на мемориалниот центар на Холокаустот, додека на третиот се наоѓа ковна изложба која беше отворена денеска, а на која присуствува голем број и македонски државници, но и државници од други држави како Израел, САД и многу други. Како што веќе кажав, добивме дозвола од директорот да влеземе за на нашите гледачи барем малку да им доловиме, но оние кои секако кои не биле овде да видат накратко мали делови од тоа како изгледа внатре во овој меморијален центар. Додека, можам да кажам, на долниот спрат на самиот влез веќе почна одбележувањето кое ти го најави, а ќе заврши со голем концерт. Секако ќе оставиме уште малку да им ја доближиме сликата на нашите гледачи за тоа како изгледа центарот, односно меморијалниот центар на овој ден кога од Македонија биле депортирани над 7000 македонски евреи и пренесени во логорот на смртта во Треблинка, Полска. Ние имавме можност малку и да поразговараме со директорот кој не можеше да застане со нас на ова линковско вклучување, бидејќи неговото присуство на долниот спрат на отварањето на ова меморијална вечер беше задолжително, така што овде предлагам да ја погледнеме изјавата која пред малку ја снимивме. Господин Седикарио, многу настани се случија во овие 2 дена за одбележување на тој ужасен настан. Дали сметате дека соодветно се одбележува во смисла на тоа да не се заборави, за да не се повтори? Еврејската заедница во Република Северна Македонија секоја година од 45 година ги одржува комеморативните активности на 11 март. Она што за нас многу значено е што секогаш на комеморативните активности има представници од владата, од парламентот, од министерството, од дипломатскиот кор и Холокауст едукацијата е веќе дел од националното курикулум. Значи, учениците се запознаваат темата за Холокаустот и стравичните настани од Втората светска војна веќе во 9-то одделение по часовите по историја, меѓутоа истиот предмет за Холокаустот може да го сретнат и во историја на религии и цивилно општествено граѓанско општество. Така да едукацијата е она која што треба да се подобри и да се зголеми фондот на часови. Ние како меморијален центар нудиме голем број на активности кои може да бидат надополна на веќе постоечкиот курикулум, така да во скоро време се надеваме дека и ќе отвориме и наш внатрешен институт за Холокауст едукација со која што на граѓаните на Република Северна Македонија ќе им ја приближиме трагедијата на евреите, односно да ги запознаеме со девијантните појави, како да ги превенираме, како да ги препознаеме за да не ни се повторат грешките од минатото. Тора стара половина милениумот денеска доби почесно место во меморијалниот центар. Какво значење има таа за еврејската заедница? Оваа тора која што денеска ја внесовме на официјалната церемонија на отварањето на постојаната музејска поставка се наоѓаше во синагогата Бет Јаков во Скопје. За жал таа е оштетена со оглед на еврејските ритуали, кога една тора ќе се оштети, таа треба да се погребе како што се погребува и еден евреј. Меѓутоа, ја замоливме еврејската заедница во Република Северна Македонија да ни ја даде таа тора за да биде изложена во меморијалниот центар и луѓето да се запознаат со тората. Тората представува закон за евреите и е извор на целата етика и на живење на еврејскиот народ. Она што е фасцинантно е дека таа тора преживува еден изгнан од Шпанија пред повеќе од 500 години, меѓутоа го преживува и Холокаустот. Така да има многу специјално значење за нас како евреи, меѓутоа и ќе им даде можности на граѓаните кои што ќе го посетат меморијалниот центар да се запознаат со инспиративните моменти кои што тората ги има за еврејскиот народ.
За крај многу странски државници во овие 2 дена ја посетија земјава и денеска во Скопје и вчера во Битола беа присутни. Дали може би нивното присуство значи дека на ова подрачје било едно од оние на кои се вршеле најголемите терори? За жал, бројката 7144 евреи кои што се депортирани и убиени во логорот, односно Треблинка се во апсолутни бројки не е многу голем. Меѓутоа, кога се каже дека тие 7144 представуваат 98% од вкупната популација која што живеела тогаш за време на Втората светска војна во Македонија, тоа е фрапантна бројка. Значи, конечното решение на еврејското прашање е решено скоро 100%. Со отварањето на перманентната поставка во меморијалниот центар, секако дека ни беше многу драго и значено да имаме посети од Светскиот еврејски конгрес, од државата Израел, кои што и од Раби Ендрю Бейкер од Американскиот еврејски комитет, кои што дават поддршка за работата на меморијалниот центар, а со самото тоа дават поддршка меморијалниот центар да стане регионален центар за холокауст едукација, за превенција од девијантни појави, од дискриминација, ксенофобија, говор на омраза, за да создадеме едно подобро општество за сите во регионот. Во моментов гледате внатре во меморијалниот центар како изгледала една берберница од Битола која била во собственост на евреин кој успеал да се спаси бидејќи емигрирал во САД. Овој меморијален центар може да се види внатре дел од ужасите со кои што се соочувала еврејската заедница со доаѓањето на нацистите, но има и дел посветен на нацистите, односно за нивното доаѓање на власт. Ние уште малку ќе искористиме дозволата за снимање, да ви покажеме, односно да им ги доближиме на нашите гледачи што се може да се види овде. Ова представува една нацистичка соба, ако можам така да ја наречам, место каде што се изложени многу нацистички символи и нивните секако дела против евреите. Овде и можеме да видиме германски весници кои ја представуваат и германската пропаганда, односно нацистичката пропаганда која тогаш се водела против евреите, не само во Германија, туку и на остатокот на територијата на Европа. Како што веќе кажавме, со бројни настани се одбележа овој ден, односно трагичниот настан на депортирањето на македонските евреи во логорот на смртта. Изутринава многу делегации положија цвеќе пред поранешниот монопол од каде всушност биле депортирани евреите и голем број на државници, наши и странски, се обратија за да одадат почит, меѓутоа и да нагласат дека не треба да се заборави овој страшен настан за војнина никогаш да не се повтори. Предлагам овде да ги слушнеме изјавите на министерот за надворешни работи и на премиерот Зоран Заев. Со сиот свој ужас, овој геноцид е предупредување и лекција за сите нас, од сите вери, за сите времиња. Тегобноста од сеќавањето за оваа страдање е неискажлива. Тегобноста е зашто жалиме за младите луѓе кои никогаш немаа шанса да пораснат. Тагата, болката и огорченоста од монструозниот обид за уништување на еврејскиот народ се вечни. Вечна е и нашата обврска, должност и чест да не го заборавиме никогаш тоа што се случи, за никогаш да не се повтори. А зборовите на Ели Визел, да се заборават мртвите е исто како да ги убиеш по втор пат, нека останат врежани во нашите глави и во нашите срца. Пред да се одјавиме, пред самиот крај сам уште да напоменам дека долу веќе е започната централната манифестација за одбележување на овој страшен настан и да ги подсетиме и гледачите дека во текот на вчерашниот ден Битола исто така го одбележа депортирањето на евреите од тој град. Вчера и во Битола се одржа голем број свечености по повод
да се запамти денот на тој страшен настан, како што веќе кажавме и како што веќе се обратија сите говорници денеска, за никогаш повторно да не се повтори еден таков ужас во човештвото, во цивилизацијата. Ордановски, тоа би било се од нас, доколку имаш прашања, повели. Не, Кристина, јас ти благодарам. Направивме навистина впечатлив, да кажам, една тура низ музеот и би било убаво сите оние кои што живеат макар во Скопје и сите оние во Македонија следниот пат кога се во близина на музеот да го посетат, бијќи тие злостоства навистина никогаш не треба да се заборават. Ние одиме сепак понатаму со содржините кои што се дел од нашето секојдневие. Денеска во апелациониот суд се донесе нова пресуда со која што се намалија казните на оние кои што беа вмешани во случаите на Трансмет и Силекс на метали. На господинот Сејат Кочан му е одредена казна од 4 години и 8 месеци затвор. Господинот Авировиќ е условно осуден. Заедно ќе мора да вратат нешто над 17 милиони евра, но и да платат казна од отприлike 30-40.000 евра. Прилогот го има нашиот Игор Стефановски. Бизнисменот Сејат Кочан ќе оди во затвор, но не веднаш. 4 години и 8 месеци Кочан треба да биде зад решетки. Апелација делумно ја потврди пресудата за труст на специјалното јавно обвинителство, со што пресудата е правосилна. На Кочан првичната затворска казна од 6 години му е намалена, а за Василија Авировиќ апелационите суди одлучија да добие 2-годишна условна затворска казна, а ќе ја изврши ако во наредните 5 години направи ново кривично дело, иако првично кривичен му пресуди 3 години затвор. Апелациониот суд Скопје во останатиот дел првостепената пресуда во целост ја потврди. Вака донесената одлука ќе биде објавена во целост на веб страната на судот во рокот определен со Законот за управување со движењето на предметите во судовите. Осудените Кочан и Авировиќ треба да платат парична казна од 2 милиони денари. На фирмите Трансмет и Силекс на метали им е забрането учество на тендери во наредните 3 години. Имотот ќе биде конфискуван за 17,3 милиони евра, колку што и беше тендерот со Елем. Осудени се за кривичното дело злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Кривичен лани на 20 јули го ослободи Сафет Ватике од обвинение, но и фирмата Вато со образложение дека не придонеле во кривичното дело. Кочан сепак веднаш нема да оди во затвор. Прво треба да добие правосилната пресуда, а потоа известувањето од кривичен од судија за извршување на санкции, определениот датум на кој треба да се јави во затвор. Сепак според законот, Кочан има право на одлагање на затворската казна, но најмногу до 3 месеци. А собранието расправа по поднесената интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Никола Мицевски, координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, изјави дека било време Спасовски да ја напушти функцијата, за која што докажал дека нема капацитет. Спасовски пак на интерпелацијата гледал како чин за размена на факти и аргументи за тоа што било направено. Неодговорна и несериозна личност, сојузник на криминалот кој го партизирал Министерството за внатрешни работи, кое гони политички неистомисленици. Ова се само дел од обвинувањата на ВМРО ДПМН на денешната дебата за интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Спасовски контра, работам професионално, наследив недоматинско работење со 39 милиони евра долг и партиски кадри со фалсификувани дипломи. Министерството за внатрешни работи треба да биде чувар на уставот и законите и да работи на нивното непречено спроведување и почитување, а не да биде пример за нивно кршење, непочитување и создавање хаос во општеството. Ги отфрлам тврдењата дека јас или МВР под моје раководство има или врши апсење на функционери на ВМРО ДПМН. Никогаш во ниту еден момент прво не прави апсења Министерство за внатрешни работи, него јавното обвинителство. Тоа е прва работа. Втора работа, за секој еден што сме добиле налог да биде апсен. Не се тоа функционери, тоа се криминалци на ВМРО ДПМН. И секогаш кога ќе имате такви криминалци, да знаете дека ќе ги апсиме. И понатаму. Милошовски побара Спасовски да ја расчисти дилемата дали е следен од тајни служби председателскиот кандидат Стево Пендаровски или пак тој сака само да привлече внимание. Не сакам да се замајувам со жолти комбиња и странски служби. Тоа време заврши, рече Спасовски. Според министерот за внатрешни работи, председателските кандидати се безбедни, иако е потребно ќе им биде обезбедено и соодветно обезбедување. Владеачкото мнозинство со обвинување дека опозицијата креира лажни вести.
Како што најавивме и пред дневникот и на почетокот на овој дневник, во нашето студио гостин ни е вечерва господинот Кочо Анѓушев, заменик председател на владата на Република Северна Македонија. Добро вечер, господин Анѓушев. Добро вечер, благодарам за поканата. Знам дека сабајле тргнавте од Валандово некаде од 8 саат, не сте застанати веројатно до Не, прво од Скопје до Валандово поврат. Така. Вечер вас ве покани во студио за да поразговараме малку за она што вчера го најавивте, а се работи со субвенциите околу производство на фотоволтаици на електрична енергија од сончева енергија. Малку да ни го објасните концептот, затоа што потоа сакам да предам на критиките на опозицијата кои што инстантно веднаш ги испукаа, да кажем, кон вас, па малку да ги прокоментираме. Добро, тоа е здраво да има дебата, да. Се разбира. Ќе одговорим и на тие прашања, но прво да го кажеме концептот. Видете, во Македонија, односно во Република Северна Македонија, до сега се инсталирани не повеќе од 16,4 мегавати во фотоволтаици. Ние имавме еден модел кој што едноставно не даваше резултати. Имаше лимит на тоа, а од друга страна Македонија нема големи ресурси за енергија, за производство на електрична енергија, јагленот е при крај, други извори немаме, значи ќе треба да бидеме долгорочно увозно зависни. Значи ние она што го имаме со обновливите извори на енергија, ако тие не се решенија за целосните потреби, меѓутоа колку можеме повеќе да произведеме би било толку подобро. Размислувавме и долги години јас имам пракса во оваа работа и пред да бидам во владата, размислувавме кој модел е најдобар, значи за да тоа се направи најбрзо, а да при тоа најевтино кошта. И моделот што го предвидовме, мислиме дека е таков и ќе озбориме и со бројки, да не мислиме, него сме убедени дека е таков и е пошироко поддржан, а тоа е модел во кој што викаме сите инвеститори ќе ја продаваат својата електрична енергија на слободниот пазар и при тоа значи државата ќе се потруди да има офтейкер, да има купувач, а тој купувач исто така ќе биде на транспарентен тендер избран. Многу е важно да сите овие кои што ќе прават фотоволтаични електрани ќе бидат на аукција, значи тендерски ќе бидат избрани и тоа ќе дадеме можност и на државно земјиште, каде што која е предноста? Предноста е што тие не треба бараат земјиште, но уште повеќе не треба да го урбанизираат тоа земјиште, пошто ние како држава ќе го направиме промена на урбанистички планови и така натаму. Тоа ќе бидат субвенциите, во тоа се состојат? Ќе ви кажам како ние ќе ја намалиме вредноста на нивните инвестиции, односно нивното инвестирање ќе го намалиме, пошто ќе гледаме да им ги завршиме тие работи од два аспекта. Прво да ги завршиме за да немаат трошок, а второ да ги завршиме за побрзо да се имплементира, пошто ако ги оставите граѓаните сами додатни за административните лавиринти, тоа ќе трае. И да не должа многу, значи пренамена на земјиштето и после тоа ќе преговараме, веќе е тоа договорено со дистрибуторот на мрежата, значи со операторот на дистрибутивната мрежа да приклучокот на мрежа биде еден за сите. И такви две локации одредивме. Македонски Брод, Свети Николе, Македонски Брод и тоа се на државно земјиште. Но има граѓани кои што веќе се спремале за оваа работа, кои што веќе практично имаат до некаде се стигнати со документација. Не сакавме нив да ги дискриминираме и затоа овозможуваме и да тие направат на своите локации и да при тоа добијат премиум. Што е премиумот? Само еден секунд, значи не сте ограничени на два проекти за почетоков. Колку што ќе има добри проекти, толку мислите да поддржите. Така е. Значи два проекти се у смисол на државно земјиште, на две локации тоа е еден проект, а вториот проект е на цела територија на Република Северна Македонија, кој каде сака. Имате интерес веќе се покажува. Има огромен интерес. Има огромен интерес и тоа ќе покаже тендерската постапка. Што ќе биде критериум на тендерот? Покрај основните услови што треба инвеститорот да ги задоволи, нели да има фирма што е ликвидна или ќе формира фирма што е ликвидна, може да биде физичко лице, не мора да биде правно лице, само треба да покаже бонитет, треба да покаже дека не е осудуван, оние што се класични услови од Законот за јавни набавки и критериум ќе биде премиум. Значи ние ќе речеме почнуваме од некоја вредност на премиум, да речеме на пример 15 евра по мегават час и за таа додадена локација кај државното земјиште, а во квотата што ќе одредиме за приватното земјиште, таму одредивме 27 мегавата, беше вчера тоа на прес, да не повторувам. Значи, сите што ќе влезат со поддавање во најниските квоти да бараат премиум, во тие ќе добијат, ќе бидат добитници на тие договори. Да поедноставиме за да не одиме сега во речисија фидинг тарифи и така натаму, нашите гледачи секак, а вклучително и јас не ги разбираме докаде сите тие теми. Но во принцип велите ќе бидат 3-4 милиони евра годишно, планирате наредните 15 на години тоа да го правите. Тоа се некои 5-60 милиони. Опозицијата на тоа вели вака: што ќе биде користа на крајниот потрошувач на сметката на струјата со овие субвенции, кога сите ќе треба овие 60 милиони од свој џеб да ги платиме во буџетот, кој вие потоа ќе ги дадете некому да сепак прави профит од тоа. Ај сега да тргнеме од тоа која е моменталната ситуација. Барем у економијата е лесно, со бројки се збори, така? Значи, моментално ние имаме
изградено во државата 17, 16,4 за полесна математика 17 мегавати. Планирате до 200 да стигне до 21 Сега кажеме година. моменталната ситуација. Добро. Тие 17 мегавати моментално се плаќаат од страна на МЕПСО, повторно од граѓаните. Сите тоа го плаќаат преку своите сметки за струја. 3 милиона и 60 илјади евра. Годишно. Годишно. За 17 мегавата. Ние сега викам, или ако сакате вкупната слика, сите обновливи извори во Република Северна Македонија, кај што најголем капацитет е ветерните електрани во Богданци на Елем, произведуваат 300 гигават часови и тоа граѓаните во Република Северна Македонија денеска ги кошта 19 милиона евра годишно. Добро. Моделот кој што ние го предлагаме и кој што сме убедени дека ќе успее и дека е добар и пош успеал низ цел свет, е модел во кој што ќе се направат 200 мегавати, ќе произведуваат исто 300 гигават часови годишно, колку сега сите обновливи заедно што до сега произведуваат и ќе коштаат 3 милиона. Па еве не е тешко да ја направиме математиката. Сака да кажете има ако тие 300 ГВХ до сега коштаат 19 милиона, сега 300 ГВХ ќе коштаат 3 милиона. Видете, добро е да има дебата, секако е добро да се дискутира по тоа прашање, но она што е важно е дебатата и критиките да бидат издржани. Во економијата е секогаш важно да се зборува со бројки. Мене ми е жал што малце капацитет има во државава и мислам дека со опозицијата треба да има малце повеќе дебата околу овие работи, но има една друга важна работа во ова сето. Јас сум спремен да дебатирам секој ден. Да, тоа сепак ќе треба да го направите со стручњаци од другата страна. Но она што сакам да ви го кажам, што е многу важно. Предходно, за овие 17 мегавата, кој одредуваше дали вие можете да градите? Регулаторна комисија. Да. Па ќе дојде. Знаете колку граѓани има во нашава држава со спремни проекти што не добиле шанса да градат? Сега вие ова го најавувате како релативно едноставна постапка. Наједноставна. И најтранспарентна. Најтранспарентна. Така, значи колку ќе трае тоа целото, да речеме од почетокот на иницијативата, се во прашање се месеци или вака, значи таму каде што е урбанизирано земјиштето, каде што државата ќе го даде земјиштето, тие ќе можат за 6 до 7 месеци да го имплементираат проектот. А таму каде што тие на свое земјиште ќе градат, тука може ќе трае подолго заради тоа што тие ќе треба да ги завршат за себе тие постапки и тука мислам дека за година до година и пол ќе ги направат. Ние сега ги пуштаме првите 62 мегавата. Али јас кога викам импактот ќе биде 3 милиона евра, тоа е за 200 мегавата кога ќе се направат. И тоа е годишно. Да. Значи, видете, тоа е многу мала цена за ефектот што би се постигнал. И јас споредбените бројки ги дадов и мислам тоа е вака најдобриот начин како да објасниме. Сега, значи, нема никој да одлучува дискреционо, ќе се биде аукција, јасна постапка. Домашни се заинтересираните главно или има и странски? И домашни и странски, а проектите така сме ги димензионирале да има и поголеми проекти, значи до 10 мегавата, а да има и проекти од 5, од 3 мегавата. Кај странците се од соседство, велат дека има и грци заинтересирани, затоа ве прашувам. Па видете, јас мислам дека еден бар инвеститор дневно во државава доаѓа што сака да инвестира во обновливи извори на енергија. Ако ме прашате од структурата на инвеститори што доаѓаат во државава, можам да ви кажам дека 30% од нив се за некакви обновливи извори, не е битно кој. Мислам дека интересот ќе биде голем, јас лично ќе бидам среќен и задоволен да видам повеќе домашни инвеститори. Кој ќе откупува електрична енергија и по која цена? Електричната енергија ќе откупува офтейкер ако тој што инвестира сака да му ја даде на офтейкер. Иначе тој може да се ја продаде на слободен пазар. Во регионов, во моментов има неколку развиени берзи, има многу фирми со лиценци за снабдување и за трговија со електрична енергија. Тоа ќе биде по пазарна цена, ќе се откупува или повторно ќе има некаква субвенција, некаква интервенција? Видете, електричната енергија, инвеститорот си ја договара, ако сака сам, секако сам може да ја продаде или да формира фирма, или на трговец, или на снабдувач, а доколку не се снајде или не го разбира тоа, тогаш ние како држава му обезбедуваме да има гарантиран офтейкер кој што ќе му ја купи електричната енергија по пазарна цена. Она што го добива како субвенција, значи на некој начин како проектот да му биде пофизибилен за да инвестира, е премиумот што го дава државата. Премиумот е на тендер. Ова другото си е све... дека премиумот не е од најмодерниве конкурентски пазарни, да кажем, механизми. Јас имав разговор и пред вие да дојдете во студиото со господинот Дединец. Тоа е практика во соседството, а ја слушам дека и во другиве, да кажем, поразвиени енергетски системи се практикува. На кратко, дали е тоа модерен механизм? Тој е добар механизам таму каде што немате развиено преголема ликвидност на пазарите, како што е во овој регион. Ние друго е да зборуваме за Германија и за Франција. Меѓутоа,
на крајот на криштата со премиумот, дел од ризикот се пренесува или најголемиот дел од ризикот на инвеститорот, а не на државата. Тоа да го разбереме сите. Додека со другите механизми, државата ја кошта поскапо. Меѓутоа, ние ја користиме предноста што имаме добра радиација на сонце. Ако другите модели, пазете, една е радиацијата во Германија, друга е радиацијата во Македонија. Кој ќе ги финансира одстапувањето од планирањето, дебалансите? МЕПСО ќе го финансира тоа, значи пак од наш джеб ќе оди или има некаков? Секој снабдувач кој што сака да ја откупи електричната енергија, такви ќе има многу заинтересирани, бидејќи Македонија е увозно зависна, тој си има формирано своја балансна група. Тој, производителот, како што ги става потрошачите во балансна група, така ќе го стави и производителот во балансна група и таа балансна група ќе биде балансно одговорна страна. Значи нема апсолутно да има никаков трошок на страната на МЕПСО и на граѓаните. Видете, малце е специфична материјата. Јас разбирам дека нема преголемо познавање за оваа област во широката, во широките, цел свет, така, нова е. Јас ја имав таа среќа да со ова се занимавам веќе 15 на години, па го знам вака у детали многу добро и така да сме сигурни што правиме и ќе оставиме впрочем резултатите да го кажат тоа. Видете, јас сакам само кратко да ве потсетам, кога се носеше законот за енергетика, вика сега ќе се качи цената за граѓаните, не знам колку кажуваше опозицијата, многу проценти, а вистината е дека во претходните 8 години се качи 75%, а во овие 2 години 0. Критичарите исто кажува, само ќе ми дозволите една секунда, вика па да и ефтината тарифа не може да се воведе, ама еве денеска е факт. После тоа, кога се настана проблемот со фени, имаше многу вознемирување на јавноста по тоа прашање, ама денеска е факт. Критичарите велат дека ова е сепак многу мал процент, да речеме неколку проценти од тоа што РЕК го прави, РЕК Битола. И дека сепак главната енергија треба да се насочи во модернизирање на тие погодни и во контрола на сите можни зафати кои таму се прават, а секојаш има обвинувања за криминали, корупција, барем во Македонија. Со овој дел од критичарите јас се согласувам. Значи ни оддалеку фотоволтаиците и производството на електрична енергија од фотоволтаици не е решение дека ќе реши енергетски проблем во Македонија. Но ние треба секое домашно производство што можеме да го направиме. РЕК Битола да, е најголем производител и несразмерно поголем од сето ова, но ние да не заборавиме дека РЕК Битола има јаглен уште за 7-8 до 10 години, после треба да увезуваме јаглен. Може РЕК Битола да си остане, може да го модернизираме, може ќе направиме десулфуризација, електростатски филтри, еве сега се предвидени овие 2 години ја ги направиме, но и понатаму јаглен ќе мора да увезуваме. Темата е преширока. Ако не увезуваме јаглен, газ ќе увезуваме. Темата е преширока, да поставиме прашање, односно моето прашање се однесува на домаќинствата кои што сами сакаат да произведуваат електрична енергија, дали преку фотоволтаици или на некој друг начин. Дали во иднина ќе имаат можност да се приклучат на централниот дистрибутер на електрична енергија или ќе остане тој понатаму повторно струјата да ја складирате во тие батериски акумулатори? Да, ќе имаат, значи, ќе имаат можност да се приклучат на операторот на дистрибутивната мрежа, доколку значи набавуваат електрична енергија од снабдувач, а како ќе се развива пазарот, тие ќе имаат во иднина, значи, бидејќи ние сега ја заштитивме цената на електричната енергија во еден огледен период од 7-8 години со производството на домашната електрична енергија, но пазарот ќе мора да се отвора како секаде во светот и во тој момент нив ќе им се исплати. Ама она што дефинитивно денеска се исплати, и тоа им го сугерирам на сите сопственици на објекти кои што имаат големи кровови, школи, болници, фабрики, да стават фотоволтаици. Зошто? Заради тоа што во тој случај сами ќе си ја трошат електричната енергија што ќе ја произведуваат и нема да ја плаќаат компонентата на мрежарина. Има за тоа контроверзна е темата, ја разговараме со различни луѓе и така. Добра е. Јас ви предлагам да ние ги идентификуваме противниците на овие концепти, односно на некои аспекти, бидејќи не верувам дека и опозицијата е сосема против ова. Ќе закажеме на дебата каде што ќе дадеме можност двете страни да на крајот на криштата излеземе со што поквалитетни решенија. Како и на секоја дебата, јас на таа дебата со задоволство ќе присуствувам. Господин Ѓушев, ви благодарам. Малку земавме повеќе од дневникот, меѓутоа мислиме дека темата заслужува внимание. Александар, будеме понатаму. Токму така продолжуваме со останатите содржини. Со 52 гласа за, тројца воздржани и ниту еден против, собранието го усвои законот за спречување и заштита од дискриминација. На расправата по предлог законот, кој е со европско знаменце, власта и опозицијата ги вкрстија ставовите во однос на придобивките од ова законско решение, колку тој е во функција на заштита и унапредување на правата, слободите на граѓаните, наспроти заштитата на традиционалните вредности. Со денешното гласање во собранието докажавме дека како држава сме отворени да ги слушнеме сечи глас и да им служиме на сите граѓани подеднакво. Само на овој начин ќе изградиме вистинско
праведно и демократско општество. Со овој закон ги штитиме сите оние кои денес не се заштитени и се дискриминирани, е ставот на Министерството за труд и социјална политика. Председателот Ѓорѓе Иванов не ги потпишал указите за 11 закони кои неодамна беа изгласани во собранието, кои го содржат новото име на државата Република Северна Македонија. Во соопштението од кабинетот на председателот на парламентот Талат Џафери е наведено дека во образложението кој Иванов го доставил за непотпишувањето на законите, било наведено дека секогаш постапувал согласно дадената свечена изјава дека ќе го штити уставот и дека ќе ги брани интересите на Република Македонија. Иванов не ги потпишал измените на законите за ОТА, за служба во армијата на Република Македонија, за едношалтерски систем, за електронски комуникации, за данокот на додадена вредност и за субвенционирање на стамбениот кредит. Од кабинетот на Џафери посочуваат дека денеска истекува и рокот за потпишување на реформските закони кои беа донесени со двотретинско мнозинство, а се однесуваат на судовите, прекршоци и управни спорови. Работни групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН од денеска ќе работат на новиот предлог закон за јавно обвинителство со кој се предвидува интегрирање на специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство. Најавија по вчерашната средба во владата премиерот Зоран Заев и лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. По речиси тричасовната тета-тет средба во владата, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и премиерот Зоран Заев се договорија да се договорат. И покрај позитивните импулси околу неколку прашања, меѓу кои и за изборите, двајцата лидери не ги усогласија до крај ставовите околу специјалното јавно обвинителство. За Мицковски е прифатливо тоа да продолжи со работа, но инсистира на смена на актуелната постава. Заев пак дециден, Катица Јанева и тимот остануваат. Овој специјален јавен обвинител заедно со нејзиниот тим не може и не сме да го добие да ја добие довербата, бидејќи не само што не оправда довербата и очекувањата од граѓаните кога беа формирани, туку напротив, во многу наврати истата таа доверба ја злоупотребија. Лично мислам дека и како човек и како професионалец не треба да го добие практично да ја добие таа доверба од страна на политичките партии, но и јавноста во Република Македонија. Нашите ставови се јасни. Ова специјално јавно обвинителство треба да се вгради во јавно обвинителскиот систем на Република Северна Македонија, каде што треба да му се даде шанса овој капацитет кој што е создаден во државата да продолжи, начело со Катица Јанева и со целиот тим, не зборувам само на обвинители, туку и истражители и целиот тим кој што создадува едно трајно добро во Република Северна Македонија и да биде репер да на тоа ниво ги подигаме капацитетите на останатите јавни обвинителства. Како што најавија Заев и Мицковски, работни групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН уште од денеска ќе работат на новиот предлог закон за јавно обвинителство со кој се предвидува интегрирање на специјалното јавно обвинителство во рамки на редовното. Освен тоа, договорено и за време на изборите да комуницираат изборните штабови. Сите тие наши забелешки во оној прв дел од разговорот што би значил еден кредибилен изборен циклус за претседателските избори, ги изнесовме, дополнително потенциравме изборни места каде што имаме докази за неправилности за време на референдумското изјаснување, да не ни се повторат, така што сето тоа во многу нешто ќе влијае дали Македонија ќе добие таа покана за отпуштување на преговори со Европската унија или не. Впрочем, претседателските избори имаме и прв, имаме и втор круг, така што многу нешта ќе зависат од владата, бидејќи владата ги организира претседателските избори. Она што исто така го договоривме во текот на изборната кампања на оперативно ниво, штабовите да имат комуникација, заради тоа што секој пат може да се јават и нови моменти очекувања, различни од денешните аспекти на гледање. Сето тоа ќе придонесе. Сите ние, 31 политичка партија, изградивме став дека прв приоритет и важен успех за државата е изборите да бидат кристално чисти. Заев и Мицковски не разговарале за предвремени парламентарни избори. Сепак договорено е 20 дена пред почетокот на кампањата да завршат сите јавни настани и промоции, а доколку е потребно на одредени места посочени од опозицијата да се повика на дополнителен мониторинг. За Мицковски средбата била корисна за релаксирање на политичките околности, за кредибилен изборен процес и претседателска трка и за неопходната реформска агенда за државата да добие датум за преговори со Европската унија.
Инаку, до Европскиот суд за човекови права само во 2017 година биле доставени 345 жалби од македонски граѓани за разни водени процеси судски во Македонија, а сега вкупниот број на тие жалби изнесува 695, што е една прилична цифра, зашто се предвидува дека за една година Македонија ќе плати скоро 90.000 евра до судена штета од судот во Страсбург. Овој прилог има колешката Искра Опеческа. Од 296 апликации против Република Македонија во 2017 година, во колку што постапувал Европскиот суд за човекови права во Страсбург, 286 биле прогласени за недопуштени, а во 8 случаи судот донел исто толку пресуди. Покажува годишниот извештај за работата на Бирото за застапување на Македонија пред судот во Страсбург, за кој денеска се расправаше на постојаната анкетна собраниска комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Зоран Дранговски, председател на Сдруженијето на млади правници, рече дека процедурата за прогласување на луѓе опасни по безбедноста на државата мора да се менува, особено кога станува збор за бегалците во Македонија. И тоа што мене ми би предизвикува немир е тоа што повеќе од 10 години се организираат обуки, се прават дискусии и со суди, и со представници од секторот за азил и другите органи во Министерство за внатрешни работи. И требаше да стигнат пресуди до Страсбург за ние да увидиме дека овој систем, кој што според мене не е во ред со како што е образложен, е проблематичен. Според извештајот, во текот на 2017 година пристигнале 23 одлуки за извршување, а под надзор на следење на процесот на извршување останале 52 предмети. Рак-рана на извршувањето на пресудите што Македонија ги загуби пред судот во Страсбург се пресудите на Ел Масри против Македонија и на Хајрулау против државата. И двата предмети се под зајак надзор на Комитетот на министри на Советот на Европа. Заклучно со 31 декември 2017 година во постапка пред судот во Страсбург имало 350 активни апликации, а биле примени и нови 345 жалби против Република Македонија. Меѓу нив се и жалбите на обвинети во предмети на специјалното јавно обвинителство, за кои владиниот агент што ја застапува Македонија пред судот во Страсбург Даница Џонева вели дека таквите предмети засега во бирото не се стигнати. До моментот на доставување на апликациите на одговор, ние за апликациите против нашата држава знаеме само на ниво на бројки, статистика. Значи не знаеме кој е апликантот, не знаеме кои се наводите во апликацијата за повреда на конвенцијата и така натаму. По основ на пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права во 2017 година, Македонија треба да исплати безмалку 90.000 евра. А заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи учествуваше на неформалниот министерски состанок на државите кандидати за членство во Европската унија заедно со министри и државни секретари за европски прашања од земјите членки на Европската унија, кој се одржа во Букурешта во рамки на романското председателство како една од попатните станици пред големиот самит посветен на иднината на Европа кој ќе се одржи во Сибиу, Романија на 9 мај. На состанокот се разговараше за перспективите на процесот на проширување на Европската унија како значаен дел во создавањето на европската иднина, а беа разменети и искуства меѓу земјите кандидати од аспект на предизвиците со кои се соочуваат во пристапниот процес. And that's the story of Republic of North Macedonia. Северна Македонија е успешна приказна на Балканот. Земја која нема отворени прашања со соседите, со стабилна внатрешно политичка и етничка стабилност, кој е на сигурен пат да стане 30-тата членка на НАТО, а очекуваме и отпочнување на пристапните преговори со Европската унија оваа година. Овој успех е дел од новиот европски моментум на Балканот, чие интегрирање во Унијата ќе значи успешност на политиката на проширување на Европската унија и ќе придонесе во создавањето на стабилна, безбедна и просперитетна Европа.
Британскиот парламент утре го чека важен ден во кој што повторно ќе има гласање за нивниот пат во Брекзитот. Венецуела е пети ден без електрична енергија. Пронајдени се црните кутии од урнатиот авион на Ethiopian Airlines. Хрватската министерка за регионален развој Габриела Жалац поднесе оставка како викендов имаше сообраќај на несреќа во кое што прегази едно девојче, а се констатираше дека возачката дозвола ја истечена. Одиме со вестите од светот. Британскиот парламент повторно ќе гласа за договор за Брекзит. Пратениците веќе го отфрлија во јануари, а гласањето е закажано помалку од 3 недели пред рокот за Брекзит. Подржувачите на Брекзит пред се од конзервативната партија на Меј не се согласуваат со делот што се однесува на границата меѓу двете ирски и стравуваат дека со тоа Британија може да остане врзана за Европската унија на неопределено време. Ако пратениците пак го отфрлат текстот, има две можности: или Британија да ја напушти унијата на предвидениот датум без договор, што може да предизвика потреси во земјата, но и во Европската унија, или Меј да побара одложување за да добие време за усогласување на условите. Истражителите ја пронајдоа црната кутија од урнатиот авион на Ethiopian Airlines. Компанијата претходно ја приземи флотата Boeing 737 MAX авиони со соопштение дека ваквиот чекор е преземен како дополнителна безбедносна мерка за предпазливост. Кина претходно соопшти дека нејзините воздухопловни власти ги приземиле сите авиони Boeing 737 MAX во очекување на понатамошна истрага. Венецуела е пети ден без електрична енергија, а властите наредија училиштата да останат затворени. Според опозицијата, 17 лица загинале како резултат на прекинот на електрична енергија, а над 50 луѓе се приведени во Каракас за грабеж на супермаркет. Венецуелската армија презела обезбедување на стратешките енергетски објекти во државата, а дистрибутивната мрежа се надгледува од воздух. Габриела Жалац, хрватската министерка за регионален развој, информираше дека поднела оставка откако во саботата со автомобил налета на девојче кое се здоби со тешки повреди. А хрватските медиуми соопштија дека премиерот Андреј Пленковиќ не ја прифатил оставката. Претходно беше утврдено дека возачката дозвола на Жалац истекла уште во 2016 година. Според информациите, до сообраќајката дошло кога девојчето претрчувало улица на необележено место. А по вестите од светот следуваат и минутите за вестите од спортот. Денеска во студиото сме со колегата Славјан Ивковиќ. Славјан, што имаме во спортот? Шутирај. Добро вечер. Фудбалска бомба од Шпанија, би рекол, број 1 вест. Зинедин Зидан се врати на тренерското столче во Реал Мадрид. Па беше прашање време, видејќи како и водеше без кочење. Меѓу